Мерките на владата за справување со последиците од енергетската криза се популистички и на ниту еден начин не го заштитуваат животниот стандард на граѓаните. Лидерот на ВМРО ДПМН обвинува дека власта нема детален план со буџетски пресметки за секоја мерка и нема никаква конкретна поддршка за бизнисот и извозниот сектор, кои се силно погодени од енергетската криза. Христијан Мицкоски предложи сет антикризни мерки кои пред се однесуваат на стопанството. Вишоците кои што ги произведува поранешно ЕЛЕМ, денешно АДСМ на струја, кои што се уат во текот на ноќта и викендот, да бидат отстапени на стопанството по цена која што е производна за поранешно АДЛМ, денешно АДСМ. Според нашите калкулации, таа цена нема да надмине вредност од 80 евра за мегават час. Секоја компанија која ќе плати цена на струја, која е над цената на регулираниот пазар на електрична енергија, на струја, кој што е пропишан од страна на регулаторната комисија за енергетика, тарифникот, и таа изнесува од прилика просечната 200 евра за мегават саат, секоја цена над таа, која што ќе ја платат компаниите, половина од разликата да ја превземе државата. Меѓу мерките кои ги предлага опозицијата, за кои смета дека ќе бидат директно ублажување на последиците врз стандардот на граѓаните, спас на работните места и поддршка на компаниите, е и предлогот за одложување на прогресивниот данок. Наместо да биде воведен на 1 јануари во 2023 година, да се одложи за уште една година. Предлагам интервенција во Законот за личен доход, и тоа иницијатива ќе ја поднесеме во собранието во текот на оваа или следната недела, со кој што ќе се одложи скалестото оданочување. Викенд без ДДВ за основните прехранбени производи. Викенд без ДДВ за да можат да се снабдат граѓаните по пониска цена. Дестерилизација на благеничките записи во Народната банка. Таму цениме дека има помеѓу 150 и 160 милиони денари пари од банките, од фондовите, кои што се наоѓаат запишани во благеничките записи. Според Мицкоски, последниот пакет мерки за кој вчера соопшти премиерот Димитар Ковачевски бил символичен. Мерките за финансиска поддршка на ранливите категории граѓани, пензионери и компании бил трик за замајување на јавноста дека нешто се прави, додека компаниите затвораат, а стопанството полека умира. Тој ја повика власта веднаш да ги прифати предлозите за справување со кризата, за кои смета дека се суштински, бидејќи сега не било време за бркање политички поени, туку за делување.